Ова есен ќе доцни сеидбата на житните култури заради неповолните временски услови. Долгиот период на суша доведе до недостаток на вода во почвата. Поради тоа, земјата е тврда, што ќе доведе до отежнување на подготовките, односно орањето на нивите. Земјоделците велат доколку во наредниот период нема врнежи, наместо кон почетокот на октомври, сеидбата ќе се пролонгира кон крајот на идниот месец. Мислам, ако продолжи ваквиот сушен период, сигурно ќе дојде до пролонгирање на есенската сеидба, бидејќи според сето она што се случува од теренот, вели дека почвата располага со ниски количини на вода, што значи неминовно ќе биде задоснување на есенската сеидба. Меѓутоа да се надеваме дека во наредниот период ќе дојде до промена на времето и ќе дојдат до врнежи и до зголемување на водниот капацитет на почвата, така што сите оние земјоделски производители кои се занимаваат со оваа дејност ќе отпушат со активноста околу есенската сеидба. Земјоделците годинава не видоа ќар ниту пак од градинарските производи добиени од пролетниот и летниот циклус. Речиси ниту една од културите не постигна задоволителна цена за покривање на трошоците. Меѓутоа зачудува податокот, мислам не зачудува податокот, ако се земе сето она што се случувате во производствената 2015 година, пред се во градинарството, сите наши земјоделски производи се продаваат по доста ниски цени кои што далеку не ги покриваат ниту цените на производство, така што сведоци сме дека деновиве цената на доматот иста како пролетта 5 до 10 денари, корнишонот е 10 до 15 денари, долгата краставица 10 до 15 денари. Евидентно и намалувањето на цената на индустријската пиперка некаде 10 до 17 денари, што е за зачудување, бидејќи до пред неколку дена таа се нудеше 20 до 25 денари. Со тоа земјоделците со неизвестност гледаат и на престојниот есенски циклус. Ако и со тие производи не се постигнат задоволителни цени, за производителите годинава ќе биде една од најлошите производствени години.